Јас не гледам ниту еден од представниците на владата потребни за отпочнување на постапката за оваа точка. Зошто е тоа така? Вие треба да кажете. Деловникот дава обврска и задолжение да при отварањето на точката бидат присутни представници, односно повереници или повереници од владата. Колку владата е заинтересирана за оваа точка, покажува и самото тоа што немаме присуство од представници од владата, а дали и колку ќе се зборува, јас мислам дека председателе, вашиот политички субјект од кој што доаѓате побара конструктивност од опозицијата и нејзино вклучување во работата, именно тоа и го правиме. Бараме одговори на самата комисија по однос на кризната состојба и зошто е дојдено до оваа позиција, кои се причините, што не е преземено и секако свесни сме дека има и рокови по однос на кризните состојби, затоа и гласавме позитивно за дневниот ред. Секако дека мојата одговорност за да давам гласување дека не може да се отвори дебата за точките кои што не поминале на соодветните комисии. А присуството на представниците и на предлагачите е несмислена доколку не може да се отвори дебата. Затоа не се поканети представниците тука. Ова е моја должност да ве информирам и вас. Вие не треба да ве информирам дека знаете како постапка, но поради фактот дека дебатата трае и тече во соодветната комисија, нема услови да се отвори дебатата. Вакви ситуации сме имали и претходно, но никош претходно не сме имале ситуации да се држи Комисијата за одбрана со долги дискусии, посебно за вакви прашања тешки. Јас сакам да има дискусии со аргументи, ама очигледно е дека таму има чиста злоупотреба само да се одолговлечи времето за дискусија. Тоа е една работа. Втора, и се спомнуваат информации за тоа што се случува, претходно се спомнува анкетни комисија, уште еднаш да кажам, спремни сме и за информации да дискутираме, и за анкетна комисија да формираме, да видиме што се случува сега и што се случувало во минатото во енергетскиот сектор, да ги отвориме сите прашања кои се битни за граѓаните.